Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно секоја недела ве информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде впрочем и во ова издание на емисијата. Времето кога сме кај него, тоа и понатаму е непредвидлив фактор кој што не е наклонето во прилог на земјоделското производство. Чести промени на времето, како во температура, така и во сушен период, па доста влага, па врнежи од град и така натаму. Како сето тоа се одразува врз здравието на растенијата, ќе говориме во емисијата. Ќе се осврнеме и на значењето на мерните инструменти и нивниот придонес во квалитетно земјоделско производство. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето секогаш го анализираме, бидејќи тоа е и основата во земјоделското производство. Какво време ќе имаме, такво производство исто така треба да очекуваме. Кога е во прашање оваа година, изненадувања нема. Почнавме со пролетни мразови, сушен период, па сега имаме чести приврнувања, варијации на температурата од 5 степени па до 30, нови најави за врнежи од град, нестабилност во атмосферата. Во каква кондиција се растенијата со оглед на сите овие турбуленции кога во прашање времето? Точно е тоа што го рековте, дека 2025 година ќе ја декларираме како специфична неповолна година за земјоделското производство. И еве сега сме веќе крајот на мај, или имаме уште 20 на дена до почетокот на летото. Ние треба да имаме една консолидација на времето, каде што вегетацијата ќе даде веќе еден свој интензивен напредок по однос на добро оплодување, добро формирање на плодови, плодоносење и така натаму. Наместо тоа, ние, како што рековте, имаме уште нестабилно време, кое ќе не следи сега најновите тие видувања од таа долгорочна прогноза зборат овие 2-3 дена ќе имаме врнежи од деш интензивни, па после тоа ќе имаме некоја мала консолидација, пак ќе имаме нестабилно време, проследено со можни градови и така натаму, бидејќи од ден на ден температурата расте, се зголемува, а зголемена дневна температура со сончев зрак и стварање на облак, тоа е одма еден од симптомите за можна појава на град при врнежи од дожд. Така да ние до званичниот почеток на летото ние ќе имаме уште изненадувања кои нема да бидат пријатни, бидејќи неделата која е зад нас, вие и во Кавадарци почувствувавте каков студен ветар дуваш, како утринските температури, бидејќи земјоделците стануваат порано, велат одам за фолиите, морам да си облечам палто, бидејќи утринската температура е измеѓу 3-4 степени Целзиусови. А влегуваме веќе во длабоко во пролетта. Наместо пријатни температури, ние имаме ексцесни, изразени температурни разлики. А тие температурни разлики секако делуваат и врз здравието на луѓето, а уште повеќе врз здравието на растенијата. При што ќе имаме, сега веќе кога се стопли времето, ќе имаме одредени епифитотични појави на одредени болести, и затоа ние минатата недела рековме дека треба внимателен, стручен пристап и навремена заштита пред се за Кавадарци на виновата лоза, која е сега отворена и која има на вистина големи можности за инфективни процеси, бидејќи цвета, прецветува, а тука е и најинтензивниот пораст и најважниот момент во заштита на виновата лоза, бидејќи после тоа грозот чиј се формира, тука е веќе друга состојба. Каква е состојбата со пламеницата со оглед на тоа дека сите услови се речиси исполнети? Веќе присутна ли е во лозовите насади? Пламеницата е веќе и го има остварено примарната зараза. Сега, благодарение на одредени искуства на одредени земјоделски производители, лозари, и редовните прскања, бидејќи некои од лозарите од тој страф од минатите години кој ги изгубија дел од приносот од пламеницата,
тие почнаа многу рано со прскање, што беше обусловено пред се поради раното потерување на вегетацијата. И тука веќе ние имаме услови за пламеница, за пепелница, за фалмопсис, а и гроздовиот молец еве во таа прва генерација, каде што треба да се опфати. Значи, со еден збор, времето налага поголема будност и поголем внимателен пристап на земјоделските, на лозарите кон редовната заштита на виновата лоза. Бидејќи во текот на 24 часа виновата лоза расте и до 10 и 12 сантима. Тука треба да се внимава секоја нова маса која дојде, нов пораст, тој незаштитен доколку имаме такви променливи временски услови, можностите за фикомицетните гави, посебно еве сега овие 2-3 дена што доаѓаат пред нас, тие се најавени со локални и тоа големи врнежи од дожд. Дали тоа ќе биде така или не, останува да видиме, бидејќи во многу наврати таквите прогнози секогаш зборат сосема друго. Но едно е сигурно, дека ние непријатни изненадување во земјоделието и можни појави на болести ќе имаме се до тој званичен почеток на летото, тоа е 22 јуни. До тогаш ќе имаме промени, ќе има можности да видиме како и на кој начин може точно времето како фактор да направи големи штети што веќе ги направи со мрзнењето, а што може со градот, бидејќи тоа уште сме во тој критичен градобитен период. Инаку што се однесува до хидролошката состојба, што беше многу значајна и критична за мене, сега имаме едно веќе подобрување на состојбата. Но тоа не значи дека секој граѓанин не треба да го свати тоа дека водата во перспектива ќе биде секогаш насушна потреба за екзистенција и на растителниот и на животинскиот свет. Затоа нашите принципи и навики треба да бидат кон тоа да имаме еден принцип на рационално користење на водата, не само во земјоделието, во наводнувањето, воопшто во ова, на кое нешто ние во Република Македонија морам да кажам, ама воопшто не внимаваме. И за тоа, како што се најавува дека водата ќе биде се во помали количини, треба да имаме сознание за тоа да акумулациите кои ги имаме во Република Македонија се одржуваат и таквите резерви кои се потребни во оние топли летни месеци, да водата биде како насочен фактор кој ќе потпомогне во земјоделското производство. Па и во другата опстојба и потреба, водата е фактор број 1 за опстојба воопшто, како што реков. Каква е состојбата со градинарството, што се случува овде? Во градинарството морам да ви кажам дека целосната состојба воопшто го води земјоделскиот производител, не само градинарството, и лозарството, и овощарството, и целиот земјоделски сектор е под една неизвестност. А неизвестноста е она негрижа или маргинализација на луѓето која водат државата. Ние по цели денови го замараме народот преку медиумите, кој ќе дојде за министер, кој ќе дојде за друга некоја функција, за колку ќе бидеме задолжени, а не се свртуваме кон нас, оние луѓе што не водат, дека за земјоделието треба да се обедини, треба да се организира и треба да се потрудиме оние компаративни услови кои ги имаме, да бидеме производители на храна, бидејќи ова година, што не снајде со ниските температури и со мрзнењата, скоро 2 милиарди Република Македонија треба да има средства за да внесе храна за опстојба. А ние се третираме како градинарско земјиште. Земјоделска земја. Наместо
да се гледат тие работи, кој колку кредит ќе ни даде, кој колку инвестиции ќе ни даде, треба да се осврнеме да го организираме нашето производство, нашите површини, кај што почнаа да се откриваат некои нерегуларни злоупотреби во земјоделието, користење незаконско користење на земјиште, на незаконско работење, немање на трајна стратегија за развој на аграрот. Кој производител што да произведува и за кого. Тоа како да е мислена именка не само за оваа власт. Од осамостојувањето ние имаме една тотална маргинализација на земјоделието, тонање, нечесна приватизација, што е многу бедно и болно за цела држава. И гледаме сега дека производството од година на година ни тони, младите луѓе ја напуштаат државата, посебно земјоделските производители, и тоа, ама мува не ги лазе. Еве, ова недела имаше чак една информација и за зејтинот. Сончогледот, кој во свое време во Штип, Свети Николе, тој дел беше цел под сончоглед и имаше една красна слика. Сега земјоделските производители се демотивирани и сончогледот е речи се и го нема. И го нема, да. И што е сега? Рафиниран зејтин ние внесуваме или од Турција или од Грција. И што, кој здрави ќе го чекаме од младите луѓе, од општо, зејтинот е насушна потреба за општо за секојдневието, за исхраната. И сега, на тоа, уопште, гледам јас дека, наместо да се осврнеме кон нашето обединување во земјоделието, без разлика на овие националности, Тетово може да даде голем дел од шар, сирење или други производи. Струмичко друго, трето. Тука не гледаме на духовност и јако поврзување на луѓето кои треба да стварат храна. И јас, барем за сега, не го гледам тоа, бидејќи целиот фокус е на тоа од каде, како да се задолжиме, да ги задолжиме генерациите што се зад нас, и да градиме пруга, да градиме чебрен, галиши и така. Тоа е се добро. Но каде е нашиот дух македонски? Да видиме, еве, во земјоделието, јас сум убеден дека ние имаме можности да си обезбедиме храна за нас, чак и за одредени артикли за извоз на европскиот пазар. Наместо тоа, ние сме веќе зависни. Ние сме далеку зад Албанија, која од нас увезуваше храна. Сега ние увезуваме од нив краставици. Увезуваме љута пиперка од Турција, домати од Грција, а струмичкиот регион, да го земеме, беше едновремен за бивша Југославија најголем производен реон на храна, каде што јас бев тогаш фитопатолог, давав тие цертификати, колкави количини храна одеше и за бивши југословенските држави и за извоз. Од Шведска идеа камиони, од каде ли не. Сега, точно се е маргинализирано, се е разединето, пихтијасто, тоа е дело на исклучиво на луѓето што ја приватизираа државата, земјоделието, од кое земјоделие ние требаше да очекуваме како еден од најголемите подвизи, значи за да биде стожер во државата, да околу него бидат Министерствата за економија. Министерството за економија ќе има што да работи кога има нов физички обем на производство во земјоделието. А ние земјоделието го толку маргинализираме. И јас, бидејќи сум со земјоделските производители, гледам некои адхок случаи, исклучиво политикански, да се оствари интересот на некој политички чин, да се дојде на власт, други работи, стратешки за развој на аграрот, за ите како добро мотивирање на младите луѓе да останат и они да бидат производители на храна, тоа лебди како да не е толку значајно. И голем дел од тие сега властодржци, професоре, не се замарете, ако ни треба храна, ќе си увезиме. Тоа да го каже човек кој е ставен на власт,
наместо да гледа што како секој граѓанин, секој земјоделски производител кој има површини, да одгледува производство, да се најде стандардизацијата на производството и да се најде пазар за негов пласман, тој е обезглавен и земјоделскиот производител вели што да произведувам и за кого и по која цена. Так, тоа вечно Исто тоа вие го имате сега, еве, грозјето наместо на Свети Трифун. Тоа го збориме како еден голем недостаток, али тоа е манипулативен дел на трговската сфера со политикантите. Значи, наместо на Свети Трифун да се каже виновата лоза килограм грозје ќе кошта толку за винските сорти. Да, цените се дознаваат во август кога веќе бербата малтене е почната. Или сега житата. Житата има најава, бидејќи имавме врнежи од тоа сега, тоа што е посејано, што успеа да се посеја, дека има добри приноси. Уште сега производителите се крајно незадоволни. Зошто? Вика, не знаеме по која цена ќе ни го откупат. И каде ќе го продадат родот. Истото нешто се случува и со Оризот. Еве, Оризот е во магазините на производителите, не знам колку илјади тона стојат, а имаме нова реколта од ориз. Значи, со еден збор, земјоделието со таа маргинализација, кај луѓето воопшто, агрото од луѓето по селата се земјоделски производители, велат, каде не носат тие луѓе што ги избравме. Наместо да дојдат, да кажат, еве, селата, према тип на почва, према број на сончеви денови, према се, ќе произведувате тоа и тоа за познат купувач. Стопански комори 5 има, каде што нигде нема некоја активност во делот на тоа да производителот биде во центарот на нештата, почитуван, дека ќе произведува тој производ за познат купувач. И Стопанска комора да комуницира, а таму се соберени 5 стопански комори со безброј луѓе кои земаат личен доход од буџетот и така имаме едно големо задолжување, еден голем гломазен административен апарат, имаме големи непотребни запослувања во сите министерства. Јас знам во Министерството за земјоделие, па најмалку 200 до 300 души има вишок, кај што нема столчиња. Но по некои политички од претходната политичка партија, од таа политичка партија останале, не знам, тие клучеви за запослување на, мислам, за вработување на луѓето по партиски основи, мора одма да го снема. И што е најзначајно за мене. Гледам сега, еве, цела недела се збори, се тажи, морам да кажам, бидејќи тоа го слушам на телевизија, како да сме изгубили нешто големо, дека Таравари ја напуштил власта. Сега, ќе дојде друг албанец на тоа место, информатичар или како нешто, што треба да го знае здравството како што треба и да даде допринос за здравството. И тука се прокламира дека тој демек ги знае сите сали, хали, проблеми со здравството и тој ќе допринесе. Политиката, инкорпорирана во стопанството и во општиот живот, прави трагедија на нашето време во кое се... Нема политика во употребата на инструменти кога се произведува храна, а нивната употреба е од големо значење. Да го погледнеме прилогот. Еве и денес со еден интересен, актуелен прилог, бидејќи во фокусот на вистина дојде токму времето за кое секога збориме дека е доминантен фактор во успешното производство. А земјоделското производство, тоа е фабрика на отворено, каде што времето е на вистина значаен сегмент за тој успех во производството. Гледаме со глобалните климатски промени што се случува по однос на промените, брзите промени, сушни периоди, необично топли периоди во зимски период. Сега, април месец, каде што треба да стартува вегетацијата, најавување на температури до -6 степени Целзиусови, сето тоа е
завод на времето на глобалните климатски промени. Ние денес, како актуелно го земавме точно времето и следливоста на времето во тој производен процес. Оние мерни инструменти кои се во функција на земјоделското производство, не е целта само детекција или мерење на температурата, да знаеме колкава била температурата, како тоа што се збори на оние медиуми, температурата се движеше од толку до толку, така беше и сето тоа што и колку помага на земјоделскиот производител. Или треба да има функционални метеостаници, кои на земјоделската фамилија ќе ја усмеруват во одредени моменти што треба да преземе при евентуални такви случаи. Или во крајен случај, експозицијата на теренот, инклинацијата на теренот ќе укаже дека таа култура може да настрада од ниски температури, како што е случајот со кајсијата во Република Македонија. Во последните 5-6 години на ниските места кајсијата секоја година страда токму во фазата на цветењето. Тука функција на мерните инструменти, на предвидувањата да биде на еден начин во права функција на заштита на тоа земјоделско производство. Зошто ние денес одредивме таква тема? Бидејќи овие следења на температурата, на влагата, се мисли на во почвата, во воздухот и водата во секој случај. Сите тие следливости водат кон она вистинско однесување на производителот или стручњакот према тоа земјоделско производство кое се одгледува. Тука оние агрохемичари или оние агрономи кои врз основа на температурата гледат која влага има растението, која почвата, која температура ја има за физиолошко нормален раст и развој на растението. Многу по-важно и по-клучно во овој случај е тоа што од заштитарски аспект следливоста на температурата и влагата се најважните сегменти во самата појава на болестите. И мора да кажеме од тој аспект како заштитари дека болеста е секогаш присутна во растителното производство. И таа почнува со нејзината активност во моментот кога се створи условот на оптимална влага, условот на температура и почнува фруктификацијата на габата во тие расплодни органи и почнува инфективниот процес. И токму добриот заштитар секогаш мора да се лоцира со следливост на температурата на воздухот, температурата на почвата, релативната влажност на воздухот, влагата во почвата и физиолошкиот развој на растението. И нормално таа следливост обусловува кога почнува примарна инфекција кај некој патоген, кога е таа првична примарна зараза и кога настануваат оние секундарни или терцијарни инфективни процеси. Затоа правиот заштитар, како што рековме,
со таа следливост. Значи, пред габата да почне со нејзиниот развој, има приватни, превентивни третмани кои спречуваат таа почетна примерна фруктификација. Примерно, фикомицетните габи, пламениците воглавно, кои сега е при овие врнежи на овие денови, кај виновата лоза во догледно време треба да очекуваме, доколку имаме голема заситеност на влага над 80%, тука може да се очекува првична појава на фикомицетните габи. Дали е тоа кај виновата лоза, дали е тоа кај градинарски култури, дали е тоа кај овошни видови, не е толку важно. Најважното нешто е да тие габи секогаш се развиваат кога имаме обилна релативна влажност на воздухот, имаме оптимална температура и створениот услов за нормална фруктификација на таквата габа. И самиот развој на растението, стомените отвори кај младите лисија се многу побројни и многу побрзо настанува онаа инфекција или продор на конидијата, нејзино ртење и почеток на примарната зараза. Значи, сакам да укажам на тоа дека ние денес не случајно рековме дека мерните инструменти играат многу важна функција во тоа земјоделско производство со следливоста на условите кои ги има во тој производен процес. Со таквото контролирање и следење, ние што добиваме? Зошто, овие инструменти, камерата може да ги зумира. Имаме термометри, различни врсти, максимални, минимални, кои укажуваат во текот на ноќта колку паднала ниско температурата и дали имаат растенијата доживеено некаков стрес. Тука имаме хигрометри кои укажуваат релативната влажност на воздухот, во кое време, која релативна влажност ја имаме и кога може да очекуваме одредени напади од одредени патогени. Или таквите услови не помалку влијаат и на циклусниот развој и на штетните инсекти. Значи, ако имаме сите услови, стадиумот на кукла дали ќе е 7 или 14 дена, тоа зависи од температурата и од таквите услови. Или јајцето, за колку време почнува пилењето на прв стадиум. Тоа се се детали, стручни, што не сакам да ве замарам во тој поглед. Значи, релативната влажност на воздухот со хигрометрите, температурата во почвата, што е значајна работа и секогаш одигрува голема улога за земјишните патогени, како што се фузариозите, како што е вертицилиумот, под кои услови најдобро знаеме тие се јавуваат и како причинуваат големи штети во почвата. Штом дојде културата домаќин, тие почнуваат и гледаме венење на целото растение во фаза на плодоносење. И се чудаат голем дел производители од каде доаѓа тоа. Тоа доаѓа токму од таквите недоволни следливости, кои за жал во нашиот производен процес е скоро сегде присутно. И на крајот, она суштина, колку врнежи од дожд имаме по метар квадрат. Имаме најновата методика на испитување, односно утврдување на влагата во почвата со тие најнови инструменти. Тоа е еден тензиометар или ирометар, каде што влегува во почвата до таа длабочина. Тука има сензори и
тие сензори укажуваат во ризосферниот дел на виновата лоза, на дрвцето и така натаму, која влага имаме. А тоа се отчитува преку манометрот и гледаме кога треба растенијата да се наводнуваат. Ден-два пред оној минимум кога дојде тука, ние веќе мора да имаме еден чин на наводнување, а со тоа се спречува на стресна состојба кај растенијата. А стресна состојба од недостаток на влага, кореновите влакнеца тука стопираат со таа функционалност, а сето тоа се одразува на надземниот дел, дали имаме фаза на цветење, нема да имаме добро цветење. Дали ќе имаме фаза оплодување, нема да имаме добро оплодување. Дали е фаза на пораст на плодчето, ако е веќе оплодено, со недостатокот на влага, автоматски настанува абортус. Некој вела, вика професор, добро се оплоди, вика 50% ми паднаа плодчињата. А ние имавме сега доста сушен период, каде што паметните земјоделски производители, овоштари, па и лозари, веќе наводнуваат. Иако тој дожд што сега падна е многу малку, треба континуитетот на влагата сега да биде најзастапен, бидејќи имаме почеток на интензивен пораст на растението, интензивни потреби од вода со хранливи материи. Значи, затоа овде збориме оние анализи на почвата, онаа дотација на храна при стартот на растението. Е многу важна работа за енергичен старт, изфрлање на оние ластари носители кои ќе бидат, изфрлање на ресите, тоа е родот кој треба да го дадат. Сето тоа е тесно поврзано со оние следливости на влагата во почвата, на температурата во почвата, а сето тоа се следи со овие мерни инструменти кои често пати ги ние збориме, тие се главна алатка за секој земјоделски производител. Колку тие ги употребуваме? Многу малку. И затоа немаме унифицирано производство, затоа немаме добри приноси, и затоа што немаме контрола на условите, влагата, температурата, со следење на тие инструменти, немаме анализа на почвата, колку храна имаме во почвата, колку треба да се додаде, немаме контрола кога треба да се прска, во кој период, со која концентрација, компатибилна комбинација и така натаму, и на крајот доемот е. Имаме земјоделски производител кој не е доволно едуциран, имаме земјоделски производител кој неконтролирано фрла и ѓубрива, неконтролирано прска, затоа што нема контрола и нема помош од тие инструменти. Кога збориме за контролирање, имаме пластеничко производство, оранжериско производство. Тоа навистина може да се контролира, бидејќи е сепак затворена површина, каде што може да се колку толку регулира онаа нормална температура, нормална влага и така натаму. Но тука инструментите мора да постојат, мора да ги има производителот. Или, тоа порано што беше метеоролошките станици, кои ги има во Република Македонија, кои формално правно ни кажуваат колку температура била, какво било времето, каде заврнало дожд, каде снег и така натаму. Што корист од таквите информации за земјоделскиот производител? Земјоделскиот производител треба да биде наоружан со информации како да спречи одредени појави. Еве сега при мојот престој во Калифорнија се рече дека ќе има слана, но
нивната технологија е на толку високо ниво, каде што ти имаат инсталација на 500 хектара круша, да кажеме, имаат инсталација систем на оросувачи. И во утринските часови, околу 5-5,5 сатот, тие оросувачи, кога се веќе метеоролошките податоци зборат дека ќе има температура под нулата, тие 2 сата пред тоа оросувачите ги вклучуваат. И влагата, оросувачите, онаа магла, успева да го амортизира тој ладен бран и да се спласи младото плотче, младото цветче од тие непожелни ниски температури. Кај нас, мора да кажеме, тоа е мислена именка, во догледно време не може да се спроведе, бидејќи таквата технологија не е толку скапа, отколку што имаме една неодговорност или нечувствителност према земјоделското производство, према земјоделскиот производител, кој е оставен стихиски, произволно, неконтролирано да произведува производство. Затоа за пластеничкото производство да се симнеме точно на нашиот чин на нештата, ако има 30-40 пластеника, производителот не мора во секој пластеник да има термометар. Меѓутоа во еден од нив треба да има термометар кој ќе ги следи минималните и максималните температури. Тоа камерата може да го покаже. Тоа е навистина една убава работа кога имаме можност да во текот на ноќта имаме сознание дали растенијето има доживеено стрес, а тоа го укажуваат таквите термометри кои се многу функционални. Освен термометрот, мора да има еден хигрометар, посебно за краставиците, каде што релативната влажност треба да биде над 80% и така натаму, мора да има сознание на температурата во почвата, каде што се развива коренот. Доколку земјата ја нема температурата, ние нема да имаме развој на кореновиот систем. А тоа е многу значајно. Значи, коренот почнува со активност кога имаме оптимална температура во почвата, кога имаме оптимална влага во почвата, кога има оптимална снабденост на макро и микроелементи. Сите тие сегменти го прават оној суштински дел. А тоа ние тој оптимум го следиме со тие мерни инструменти за кои денес збораме. Со еден збор, тоа што го збориме нема никаква комерцијална основа. Да ние продадеме еден термометар и така натаму. Тоа е апсурд. Целта на таквите прилози и сличните такви прилози се пред се е од едукативен карактер за производителот, кој мора да свати дека контролирањето на условите му носи редукција на прскањата, бидејќи знае во кое време треба да испрска, кога може да има инфекција, нормално поврзан со стручно лице. Кога тоа ќе го осознае, тој индивидуално веќе успева да биде собственик на своето, да го знае, да ги знае тие параметри и точно со една кратка консултација стручна со стручно лице, тој да има и унифицирано производство, бидејќи е добро снабдено со храна растението од анализата на почвата, следливоста на условите ги прати и со таквото нешто тој добива унифицирано и квалитетно производство. А сето тоа е неговиот успех да тој на нашиот па и европскиот пазар излезе со квалитетно производство, со нетоксифицирано производство, некој е фрлал многу ѓубрива, многу препарати, туку во тие оптимални дози, со помош на стручната консултација, тој добива права смерница како да има квалитетно и нетоксифицирано производство. Да го заокружиме овој прилог со следното. Секој земјоделски производител кој има повеќе пластеници, како што реков, на најклучното у средината, најклучниот пластеник, тој треба да има еден термометар кој не е скап и следни 20 години ќе го користи, еден хигрометар
кој ќе ја следи влагата на овој воздухот, еден термометар земјишен или ирометар кој ќе ја следи влагата во почвата и кога тој треба да стави вода. А не од некоја произволна негова, кога виде обвенување на растенијата, тоа е веќе стресна состојба. Тој, професоре, гледам и венат растенијата, треба да ги наводнувам. Штом е веќе еднаш обвенато растенијата, тоа има доживеено стрес од недостаток на влага или ги витка лисјата, тоа е намалување на транспиративната површина на листот, бидејќи коренот не може да дотира толку вода, бидејќи транспирационниот коефициент на испарување е поголем од колку можноста на коренот. И тука да ја намали транспиративната површина листот, растенијето по автоматизам го витка да ја намали транспиративна површина и да обстои. Ние, како што реков, ќе го завршиме овој прилог со следното. Секој производител кој сака да биде квалитетен производител, неминовно е следливоста да ја прави лично, секој утро, прошета, органолептички прегледа, ги следи температурите и консултација со стручно лице, чим примети некаква почетна појава од било каков патоген, да се поврза со стручно лице, да се санкционира состојбата кога еден корен повреден или веќе зафатен од болест или од штетниот инсект. А не половината од пластеникот веќе го изгубил со обвенување, со фузариум или со пламенјача, тој тогаш доаѓа, спасувај ме, професоре. Тогаш дојде умот кога си отиде кумот. Враќање на повредено растение од пламеница, од трахеомикозни оболувања. Назад нема. Тоа е губиток за земјоделската фамилија. За да не биде тоа така, тој и таквите слични прилози треба да се почитуваат и дел од тие работи да се спроведуваат во производниот процес. Слушнавме за мерните инструменти и нивната примена во земјоделското производство, значењето и се она што се очекува за да се добие квалитетно производство. Што ќе препорачаме за крај? Не случајно овој прилог го даваме сега, бидејќи за земјоделието рековме дека е маргинализирано и дека оние поставени шаблонски, политикански и метеостаници, метеоролошки станици и сето тоа, тие имаат некоја 30 годишна традиција, 50 годишна од бивша Југославија, утре ќе врне дожд, температурата ќе биде 17 степени, завршен циркус. Не функција на тоа како тие температури за земјоделието зборам ќе се одразат врз здравствената состојба на растителниот свет. И сега, тие инструменти што ги давам, не случајно ги давам, секој земјоделски производител има 30-40 пластеника. Не може да се ориентира на метеоролошката станица која има, да кажеме, во Струмица. А Струмица има 74 села, треба да чека од Струмица да кажат колку е температурата, колку ќе има дожд. И он на основа тоа да гради во неговиот пластеник стратегија за заштита и за примена. Тоа нема ништо споиво. И сега ние инструментите ги даваме да производителот, ако има 40 фолии, да си има еден термометар за мерење на температурите во текот на денот, бидејќи температурата е значаен фактор за обстојба на растенијето, но и за појава на болести. Еден хигрометар за релативната влажност на воздухот, бидејќи некои од габите, земајќи пред се фикомицетните габи, сакаат доста вода за да се остане инфекцијата. Што најмногу се случува, професори имам вика во пластеникот роса. Таа роса обусловува кај краставиците за 3 дена пламеницата да ја уништи краставицата. Значи, со еден збор, тоа производителите треба да го сватат како добра намера да имаат контрола над тие услови и
поврзани со стручно лице, да одредат кога треба да тоа е со цел да не се фрлат џабе препарати Да се користи заштитата во вистинско во време. вистинско време, со вистинска концентрација и доза, запазување на каренцата, што е многу важно, за берба за консуматорот да биде заштитен од тие непожелни резидуи што ги има. И сега, уште поважното, тој принцип ние еднаш пред неколку години дискутиравме. Нашиот земеделски производител не е доволно едуциран да свати дека тие пестициди што ги купува, што ги употребува за заштита од некоја вошка, од некој трипс, од некој пајак, од некоја пламеница, дека тие резидуи, тој прв со апликацијата, ако нема точен одмер, тура повеќе и така натаму, второ, ги користи, а тој не се заштитува. Не носи ракавици, не носи маска, не носи одело, него со цигарата, вика професор, јас веќе 30 години и пушам, и заштитувам, и ништо не ми е. Пазете, тоа е една оптичка варка, негативна, која производители треба да сватат. Чувањето на нивното здравје е првенствено кога тие влегуваат во фолијата И користат да хемиски користат средства. хемиски средства. Второ, уште похумано е тоа средство што ќе го употреби, да го употреби во концентрација и доза, компатибилно да биде и да ја запази каренцата, да го заштити и Консуматор. тебе и твојата фамилија како консуматор на таквото производство. Тоа кај нас не е препознатливо. Зашто? Ако има цена краставицата, тој вчера прскал, денес бере и ги ја носи на пазарот. Тоа јас не го измислувам, ни пак сум против земеделскиот производител. Но мора да имаме кодекс на однесување и почит према здравјето на консуматорот. Према здравјето на самиот употребувач на препаратите. Значи, препаратот е сојузник кога сме од него заштитени, кога ги заштитиме растенијата и уништиме штетните чинители и некои болести, а од друга страна ја запазуваме каренцата за времето до бербата, да биде запазено, да резидуите не постојат во производот и така излезе на пазарот. Таквиот ход на нештата што треба да биде основен во земеделието, дали тоа во грозјето, пред бербата, дали ќе бере краставици, дали ќе е домати, дали ќе е зелка. Доаѓаат стручни лица, зимаат узорок, му дават потврда дека може слободно да оди и тука е веќе една сигурност стекната. А не, и сами сте сведоци, вие како новинари, од Полска ни се вратија камиони со зелка, ни се вратија од Загреб, таму имаше за домата и за пиперка или беше и краставици и така натаму. Сите тие работи се од безредието и непочитување на земјоделието како една од важните стратешки гранки за Република Македонија. Ние со тие предности што ги имаме, јас пак ќе кажем, тие млади луѓе што сега ја земаат власта, ајде, колективните односи ги почнуваат да ги разоткриваат. Но фокусот да не биде како да се задолжиме повеќе ние и нашите внучиња, него фокусот да биде како да се осврнат и да видат што и кои ресурси Република Македонија ги има, пример да биде добар производител на храна за европскиот пазар. Тогаш Европа сама ќе каже, да, ние Македонија ќе ја примаме како Произведувач на квалитетна храна. произведувач на квалитетна храна за сите нас. Наместо тоа, ние имаме секојдневно престрелување, посебно македонските партии, тоа е беда на нашето време. И дали треба да обстојуват такви нешта, или да има, како што имаше една идеја, значи една партија во Македонија, бидејќи сме на шака луѓе, да секој се чувствува македонец во Република Македонија. И да го даде својот допринос, пред се за земеделието зборам, својот допринос за да биде квалитетен и голем производител на квалитетна храна. Зошто? Затоа што ги има предностите што Господ ни ги дал. Но тоа нит се почитува, нит се брои, него гледам дека секојдневно ни имаме тотално различни работи и видувања во целиот расформиран аграр,
приватизиран на еден нечесен начин и од него поедини газди екзистираат и го одржуваат и ги трошат најквалитетните субвенции што треба да ги има секоја земјоделска фамилија во секое село и да произведуваат храна. А тоа, наместо тоа, политиките се така длабоко влезени, што реков, го раслојуваат народот. Сега чим дојде избори, нема тука, треба да се знае кој за кого ќе гласа. Така. Не, треба да знаеме дека Македонија е една и треба да се фокусира, после за земјоделието зборам, да се фокусира тој народ со тие села кои ги има. Јас пак Струмица ќе ја спомнам со голем број села, 74 села има кои произведуваше секој од нив квалитетна храна. Сега од селата се останани по 3-4 фамилии. Тоа е сликата. Тоа е трагедија на нашето време. Тука ќе заокружиме, професоре, благодарам за учеството во емисијата. Почитувани, ви благодарам за времето и вниманието. Имајте пријатни негови.